По повод Светскиот ден на театарот, членови на драмското студио Словото ја одиграа представата Ганчо Хаджипанзов. Малкумина велешани се запознати со ликот и делото на велешкиот револуционер, па оттаму идејата што повеќе младите да се запознаат со твориштвото на Хаджипанзов и велешката историја. Како автор на оваа представа се јавува господинот Љупчо Данов, кој го истражувал ликот и делото на Хаджипанзов. Добро утро и добро ни дојдовте, господине Данов, во нашата утринска програма. Добро утро. Кажав и во најавата, ја кажав главната цел на нашиот разговор. Ајде најпрво кажете ми нешто повеќе за представата, именувана како Ганчо Хаджипанзов се враќа дома. Да. Оваа представа испадна некако, да кажам, импулсивно, односно ја напишавме некако наменски. И тоа испадна многу интересно за тоа што самата режија на мојата колешка Весна Димитровска-Бобевски беше едно освежување, еден новитет. Именно таа скоро целата представа изигра во оној тип на театар на сенки, со платно, со осветлени ликови од позадината и така натаму. Значи, нешто невообичаено. Оваа представа настана по повод 80 години од смртта на Ганчо Хаджипанзов. Значи, буквално сакавме да го обележиме тој настан и малку подолго време истражував. Дури со некои шпански архиви таму. Бев вклучен и истражував каде, што се случува моментално сега. Значи, истражував дали се знае гробот на Ганчо Хаджипанзов, каде се наоѓа и така. Тоа добив прекрасни материјали, значи тоа е Каза дел Кампо, еден студентски комплекс со голем парк, со една жичара што мине низ него и точно шпанците ми одговори дека тие точно знаат, значи обележен е неговиот гроб и дека едноставно тој за нив е едно култно место, мислам. Тие неколку објекти што се наоѓаат во тој комплекс се доста посетени од туристи и така натаму. Значи, ние во Велес гледам дека тогаш барем видов дека многу малку знаеме за Ганчо Хаджипанзов, односно знаат постарите генерации, меѓутоа младите генерации, еве да речеме и ние во наше време многу малку му посветивме внимание на ликот и на делото на Ганчо Хаджипанзов. Зошто е таа така веќе тоа е друга, значи работа, меѓутоа Ганчо Хаджипанзов е многу значен како интернационалец, како револуционер и како поет. Тој има напишано на неколку вредни работи. Го има обележено Велес како еден град на традиција на револуционери, тој бил голем синдикалист, исто така вклучен во тој синдикален покрет и доста е значен и многу е важна неговата соработка, односно неговиот однос со Коста Солефраци. Тој му бил на некој начин и еден вид учител, затоа велам учител, тие не се сретнале многу, не се среќавале доста често, меѓутоа многу често пати Кочо Расин кога напишал некоја песна, тој барал мислење, односно му ја испратил на својот пријател и барал мнение како тој гледа на песната, односно барал поддршка, односно барал негов збор. Во целиот тој контекст, значи Ганчо Хаджипанзов бил истеран од училиште, значи кратката биографија негова, тој целата младост е поминал со својата маќа, со своите браќа и сестра. Неговата мајка многу рано умрела и тој бил принуден да живее така со маќа и со таткото. Меѓутоа таа жена што му била маќа, Павлина Пројчевска, таа била професор по француски јазик, една многу интелигентна жена, многу начитана и таа го прифатила како своје чедо, како своје дете, му ја внела во таа негова младост сета она што велиме жустрина, сета она
непоколебливост. И тој уште во гимназија, во гимназиските денови, истапил доста силно, доста јако против тогашната српска власт и бил исклучен, уште еден ученик, исклучен бил од гимназија, па морал да оди во Скопје да завршува таму училиште, потоа отишол во Франција, доста време поминал во Франција, во Париз. Таму ги запознал сите оние што велиме, да речеме, синдикални права, синдикатот, работничките немири, учествувал во сите тие тогашни синдикални движења како еден јак оформен веќе синдикалиста. Тој на повик на шпанските комунисти отишол, односно меѓу првите оние револуционери што дошле од странство, тој дошол во Шпанија и влегол, односно започнал со борбата, односно со онаа шпанска револуција. За жал, многу брзо бил, да речем, убиен. Некаде 3 месеци кога што дошол во Шпанија, тој бил убиен. Тука во Велес оставил жена и син и напишал една многу убава песна, да речем прекрасна. Таа се вика "Ќе се вратам". Тоа е една многу тажна, романтична поема. Ми тоа исполната со, ете така, освен таа романтика, има тука и онаа револуционерни стремежи, национални стремежи. Тој искажува својата припазност кон градот, кон народот. Така што не само за ова, него целокупното негово дело и као поет и као револуционер е многу значајно за градот Велес, пред се. Младите генерации, јас осетив дека не го познаваат Ганчо Кажипанзов и со овие млади глумци со кои работевме, кога ја спремавме представа, значи, првата работа што ни беше да направиме еден, да не речем историски час, да ги запознаеме. Кој е човекот, зошто е значаен, зошто е битен, како било, што било. Значи, буквално еден краток историски час им одржавме и тие беа така фасцинирани, дури овие постариви гимназијалци праша, па зошто ние не го учиме, зошто не го знаеме? Нели, многу е прекрасна е она поемата и така натаму. Имаме многу малку, она што се вели податоци кај нас тука, имаме искажување некои за оној спомен што бил, 6-месечен спомен, кога во куќата на неговата сестра. Значи, неговата сестра го инициирала, се собрале повеќе велешени, револуционери, почитувачи, пријатели на делото на Ганчо Хаджипанзов, тука била неговата мајка. И тие, кога се собрале тука, веднага реагирала полицијата, веднага извршила претрес еден, апсење и така натаму, една немила сцена. Кога ја направивме представата, таа сцена оставивме како последна, заради тоа што беше некако многу, да речем, траурна. И кога изигравме за прв пат представата, значи, последната сцена беше до толку впечатлива што, значи, Кочо Рацин испаѓа на сцената, ја чита неговата песна посветена на Ганчо Хаджипанзов. Тие двајца биле пријатели, чи да, така? Не само што биле пријатели, тие на некој начин биле, како кажам, соработници, многу работи, да речем, бидејќи Ганчо бил така постар, многу работи Коста Солев Рацин во тие литературни кружоци што тогаш ги формирале, многу научил од него, и како синдикалиста, и како револуционер, меѓутоа и како поет. Ганчо бил во тоа време веќе, да речем, така познат, дека пишувал, и велам Коста Солев Рацин доста своји песни што ги напишал тогаш, едноставно сакал, односно му ги испратил да ги едноставно да даде мнение, да му сугерира дали е добро, не е добро, како тоа да се движи така натаму. Значи, малку бил Ганчо Хаджипанзов бил напред од своето време, да речем, бил малку по-напред у смисла на тоа што тој доста и читал, доста и прател, бил, да речем, подготвен, така.
И Коста Соле Фрацин многу го ценел. Тој има напишано неколку работи за него и потоа се гледа дека многу му верувал и многу го поддржувал и тој бил радосен кога слушнал дека Ганчо Хаджипанзов отишол во Шпанија, дека се приклучил на шпанската граѓанска војна, односно на револуцијата и ете така. Меѓутоа тие не се виделе после. Кочо Расин останува во Велес, Ганчо оди загинува и така натаму и тука неповратно се раздвојуваат. И тоа сакам едно друго да кажам, значи на таа прва наша представа на премиерата на оваа драма која што беше да речем така постар свет, имаше доста луѓе што слушнале, па дојдоа да видат, нели, како тоа ќе изгледа и им беше впечатоците беа различити, меѓутоа мене ми беше некако најчудно и најинтересно што од кога заврши представата со таа сцена, траурна сцена, кога иде полицијата, па се што беше на масата расфрлаа, светите ги угасија, портретот на Ганчо го фрлија назима, го изгази и така натаму. Значи представата тука заврши со еден мрак и настапи една тишина и најнаш почнаа луѓе да, нели, на крај на представа почнаа да чукаат раци и кога почнаа да испаѓаат од салата, видов дека голем дел од луѓето, од посетители, од гледачи плачеа. Тоа ми беше вака многу чудно, меѓутоа една господја, не ја именувам, дојде и вели многу ме погодивте. Јас вели со сестрата на Ганчо Хаджипанзов бев пријателка, другарка од тоа, мало сум таму. Бев и кајнев и мајка му ја познавам и така натаму. Ова што го прикажавте, вика, тоа е вистина така. Беше вистина така, вели. И така, ете, ја погодивме, онаа што се вели сцената. Сепак сте ја уловиле онаа вистинска да, приказна атмосферата, дури и децата кажуваа дека и тие им било тешко. Имаше една сцена каде што Стефан кој го играше, нели, Ганчо Хаджипанзов, требаше да биде погоден со куршум и тој да падне на сцената. И така беше направена сцената, тој се едноставно на глумачки кажано, значи импровизираше, се намачка со кетчуп да биде тука, нели, крв и кој вели неговиот колега, вика, кога го видов целиот, вика, така во крв, вика, многу тешко ми стана, дури вика, ми се насолзија очите. Да, тоа Кристијан го кажа, Кристијан го играеше. Потоа наредната сцена беше го играеше Коста Соле Фрацин, тој требаше да дојде дома кај фамилијата на Ганчо, кај сестра му, пошто и со сестра му тој бил многу близок како пријател. И едноставно таква една траурна, вика, сцена со насолзени очи дојде, вика, јас не требаше да глумам едноставно. Така се осеќав. Како, така. Таа екипа е многу добра, ја морам да ги пофалам, значи се снајдува многу добро, се снајдува улогите. И Стефан многу јако, многу силно го долови оној ликот на Ганчо Хаджипанзов, неговите искажувања беа точно од духот на Ганчо Хаджипанзов, онака силно, револуционерно. Да речем, кога испадна на сцената, и мене ми се допадна неговата силина, неговата, значи, креативност и тој, мислам дека добро го долови ликот, добро го долови Стефан ликот, а и за другите морам да кажам дека немаше слаб глумец, но со сите се беа на нивото на она што го бараше Весна. И така што, еве, таа екипа повторно работи, да речеме, во склопот на тоа младинско драмско студио. Подоцна ќе се наврземе на тоа што ќе работите во иднина. Она што би сакала друго да ве прашам во врска со оваа представа, дали повторно ќе се игра за сите оние кои што може би ја пропуштиле, а сакаат да ја гледаат, во кое време да ја очекуваат? Па гледајте сега, ние отприлика ја играевме неколку пати за училиштата. Така. За училиштата беше интересно за тоа што покажувањето на самите наставници, тоа беше еден историски час. Так. Историски час во смисла
сите, што повеќе од учениците да научат нешто за Ганчо Хаджипанзов. Значи, тоа е, внетнавме некои работи тамо на почетокот, автобиографски, некои податоци што, да речеме, ги нема во нивните учебници по историја и така натаму по литература, така што мислам дека добро испадна што децата, учениците од сите училишта во Велес го видува тоа. Ја видува представата, ја осетија силината, тежината на зборот на Ганчо Хаджипанзов, ја видува зашто е тој многу значаен за не само за Македонија, туку и за целото тоа, значи, синдикално револуционерно движење, видува што е тоа шпанска граѓанска војна. Ние покушавме мултимедијално да направиме, значи со сцени од тие фронтовите од Шпанија и така натаму, да се види тој револуционерен дух, да се види тој интернационализам тамо што бил, има го од многу држави, од многу земји имало револуционери, само од Македонија, еве некаде еден податок, дека 136 македонци учествувале. Значи, директно од Македонија учествувале во шпанската граѓанска војна. Многу од нив останале тамо, значи околу 70-80 македонци загинале, и тоа од оние што останале после, како изградени револуционери, тие се вратиле назад и продолжиле после со борбата и рачунете кај Втората светска војна. Многу од тие револуционери допринеле, односно биле учесници во НОБ и допринеле и едноставно со својата борбеност, односно со своето искуство, допринеле многу за формирањето на партизанските единици, така натаму, се до ослободувањето и после тоа имаме доста шпански борци во Македонија кои дале свој значаен допринос за борбата во Македонија, зборам. Така. Кажавме навистина доста работи околу премиерата која што се одржа токму на оваа представа. Вие се јавувате како автор. Како стоите со соработката и каква е вашата поврзаност со театарската група Словото, еве и тоа да им кажеме на гледачите? Да. Јас некако започнав доста покасно со нив да соработувам. Соработувам пред се на технички план, односно јас сум нивната техничка страна. Тие обично во салата Бели Мугли ние работиме и таму онаа технички дел на тие драматизации јас ги водам и сценариото и звукот, еве и сликата ако сакате. И сите тие работи се моја, да речам, должност. И тоа имам доста добри соработници, веќе си ходаат децава, па ние можеме, значи, да правиме многу работи, она што Весна кој режисер ги замисли, ние ги финализираме, ги правиме на сцена. Односно, веќе и децата ме осетија како и што барам со текстовите од нив. Има прекрасни деца, велам, што многу одамна играат, што многу одамна се на сцена, многу од нив во догледно време. Јас мислам дека ќе бидат и она што се вика подмладокот на Велешкиот театар, значи на професионалниот театар. Извонредни дечки има. Имавме оваа година веќе на факултет Александар. Тој е на факултет за камера, значи студира камера. Така што имаме и од него некоја поддршка, иако тој веќе не е активен член, меѓутоа не поддржува, не помага и така натаму. Значи јас некаде 2013 година започнав интензивно. Со Весна се работела многу одамна. И кога Весна дојде и кога кажа дека сака да прави некоја представа така за Велес, интересна, и понудив еден мој текст. Тоа беше, така се викаше и представата, после мозаикот наречен Велес. Тоа се 9 слики за Велес. 9 слики која, велам, тоа се 9 приказни од историјата на Велес, ги поврзавме во една целина, таа го изражира сето тоа добро. И со една екипа од околу 15 на деца, значи глумци млади, ние успеавме за една година. Рачунете, една година спремавме. Многу обемно, многу беше
да кажем, ете така, парцијално работевме, меѓутоа кога се склопи целата представа, испадна многу добро. Дури 14 пати ја играевме. Не само во Велес, него со таа представа отидовме и на ДАФ во Кочани, аматерскиот фестивал. Потоа имавме една прекрасна изведба, велам прекрасна, затоа што играевме во комбинација, значи членовите на словото играеа со деца со специјални потреби. Така беше и насловена на фестивалот во Скопје, Снежана Конеска Русине, на некој начин не побара. И ние вметнавме неколку деца со специјални потреби, кои играа во таа драма, значи, ги вградивме нив, ги едноставно ги споивме со децови и изиграа една представа фантастична. И таму е, велам, многу ми е мило што еве и до ден денеска тие деца кои ќе ме видат, кога ќе се видиме, ние направивме неколку десетина проби можда со нив, и тоа тие деца кои ќе ме видат сега ме гушкаат, ме така прегрнуваат, ме сакаат. Ајде, вика, вели, кога пак ќе правиме, кога ние пак ќе играме и така. И со тие деца е многу интересно да се работи. Интересно е заради тоа што сета таа ситуација, сета тие подготовки, сите тие побудуваат многу јаки емоции кај нив и цел живот тие го памтат тоа. Ја изигравме, велам, многу добро представата, Снежана Конеска Руси, многу ги пофали, имаше доста така добри комплименти. Значи, оној спој меѓу овие деца од, да речем, од словото и овие деца што беа првпат на сцена, беше многу интересно како тоа сме го направиле. Весна добро го сложи целиот тој текстот, додадовме некои реплики за деца, оно што можат тие да го направат. Така што испадна многу добра таа представа. Играевме многу пати тука. И така, оваа екипа се формираше, значи сегашна екипа, вие повозрастните се формираше токму тука 2014 година. Потоа следеше еден период кога да речеме почнавме интензивно да работиме и други представи. Ние не ги работиме овие представи само театарски, да речеме малку е познато, го знаат, велеше ми тоа пак да нагласиме. Овие деца учествуваат и во други активности, во секој август, 9 август, на денот на Велешкиот патрон, Свети Пантелеимон, оваа група редовно се појавува како носител на активноста. Значи, она што велиме, правиме 20 минутна една така представа, играме некоја драматизација горе на црквата на Свети Пантелеимон по повод, значи, тој празник на светителот, и редовно децата со помош на Весна, значи, драматизираме некој текст, играме нешто во врска со црквата, со тие приказни легенди што се за црквата, па остваруваме, значи, спој помеѓу оноа што викаме драмата, верата и така. Интересно е тоа, интересно е. Со деца е многу интересно да работиш, пред се заради тоа што многу прифаќаат, лесно оноа што се вика ги примаат сите оние нападствија што им ги давате, што им кажувате. Имавме еден ден, морам да го кажам, тоа е интересен случај, кога играевме драмата Мозаикот на речен Велес, имаше една масовна сцена, ние крстивме, да речеме, пазарот. Тоа е пазар, вистински пазар, со повеќе приказни вонатре, имате, значи, бербер, имате, што ја знам, кројач, така натаму, има едно мало ситно детенце кое мине низ пазарот неколку пати и носи гевречиња, продава гевречиња. И тој има неколку реплики за да ја насмее публиката, да го, значи, тргне она што велиме погледот од другите глумци, малку да ги, значи, така да речем, да ги разигра, да не биде монотоно. И тој постојано, неговите, бидејќи беше мал, само 4-то одделение беше, и неговите родители, односно баба му, после идеше деда му, на тие проби наши на представи, и баба ми кажува, вели,
аман со оваа реквизита, вика, што ја правите, вика, научи да правам многу убави ѓевреци. Значи, за секоја представа детето барало баба му посебно да прави ѓевреци, неколку ѓевречиња така мали, и тој на стап ги носеше и кога ги продаваше, а после тоа ми кажа дека сите заедно седнувале па ги јаделе, многу биле сладки. Ми тоа беше интересно, значи во тие представи децата не само што играат, значи улоги, тие учат многу. Им потенцираме некои работи. Во таа драма имаше, да речеме, играње на крепи, на зуски, па потоа имаше џамија, па не знам, челик и така натаму. Значи стари заборавани игри што деца не ги знаеја. Не знаеја како се играат. Па моравме да им објаснуваме и кажуваме, па по некој пат се занесуваа на сцена. Моравме да ги побрзуваме затоа што представата траеше, а тие веќе започнуваа со тие нивни игри. И така што, значи, секоја представа си носи некоја своја тежина, не само тежина и убавина. Да, не само за глумата, но убавината е тоа што учат многу. Да. Учат многу и сега имаме од овие постарие деца што ја мислам дека би можеле веќе да се уклопат во било која театарска дружина, да глумат, имаат, ева, на сите приредби може да ги сретнете секаде каде што има некој настан, било нешто да се рецитира, да се каже, да се така одглуми, тие се тука, тие се наши деца, тие веќе поминале, многу деца минат низ таа театарска дружина, значи не остануваме само затворени во една, да речем, во една така затворена форма, ние сме отворени, со Весна стално го зборуваме тоа дека мора да биде таа театарска дружина, тоа младинска драмска студија отворено. Така. Постојано се менуваат деца. Едни си одат, некој ќе изигра една представа, па потоа ќе го снема заради, не знам, обврски. Одат ете. Има амбициозни деца, одат музичко, одат, тренираат спорт и така натаму, немаат многу време. Меѓутоа, сепак оние што се наоѓаат во таа, да речем, игра, во таа драмска игра, тие деца се редовно тука некаде, значи околу нас ги гледаме, ги посматраме, ги што работат, како работат и доста често некои од нив и ќе побараат помош или дури викаат ајде стави ми мене да играм нешто, нели? Така, многу интересни ситуации, меѓутоа во основата е тоа. Ние знаеме дека од тие деца нема сите глумци да бидат. Значи, од тие, да речеме, плејада 20-30 дечиња што ќе поминат за една година, две, значи од тие може едно или две да има да речеме, потенцијални шанси да влезе во некој тој круг избор за академии и така натаму. Меѓутоа, интересантното е тоа што она што го велиме покрај глумата во таа театарска дружина се учат и други работи. Пред се само контрола, потоа многу Весна внимава, нели, на јазикот, правилната дикција, изговорот, потоа оној сленг велешки што го зборуваме ние така. Покушаваме да го наметнеме, значи да бидеме велешани во представите барем, затоа што претежно тие се со некоја историска позадина. Меѓутоа доста децата ги учиме она што се вели на работа. Значи работата, да знаат дека секоја улога си има своја тежина, си има своја работи. Најмалата улога, значи, мора да се внесеш, мора самиот да дадеш нешто, и ако е напишено вака, оставаме слободно, значи, тие самите да направат некоја своја креација, ако треба и да додадат нешто и така натаму, и спаѓаат. Многу интересни така ситуации, кога во представата самите учесници внесуваат своји некои елементи, импровизираат. Така, не сме имале никаков проблем со тие деца. Значи, тие деца што влегле во таа, да речеме, група, се дружат меѓу себе. Значи, оставаат и мобилни, јас викам, ајде сега во авија еден онака голем адут, утре ќе речат, нели, цело време го поминавте со компјутерот, со лаптопот, со
вака викам сега кога ќе дојдете тука нема, исклучите и телефоните, нема лаптопи, нема компјутери, овде само ќе зборуваме, ќе играме и така натаму. Така и родителите гледам. Доста често нашите проби се посетени од родителите. Од родители, баби, дедовци, браќа, сестри, ние го дозволуваме тоа. Значи, може секој да дојде, да ги гледа пробите, да слуша, да види што се работи. И тоа е интересно име и нив имаше ете така случај. Едно мало вика, па што само бато вика да игра, ја ќе играм. И го земавме на представа, така играеше и тој. И така, ето, тоа беше после, нели, она испадна, еве, гледаш ли бе бата, дека и јас знам да играм. Значи, такви ситуации се многу интересни. Самиот факт што едноставно децата го доживуваат тој момент, таа креативност, значи, испаѓаат на сцена и осеќаат дека некој им дава значење, дека тие се во центарот на внимание. Тоа е многу, да речем, битно за нив, за нивниот развој, за креативност. Кога ти му дадеш некој смер на детето таков, значи да се пронајде себе си, тоа знае да изненади. Многу да изненади, у смисла да ете така одигра некоја улога, да направи нешто, да оствари нешто. Тоа се навистина добри моменти, онака за паметење. Уште на самото прво прашање, господине Данов, вие напоменавте дека спремате и нешто ново. Еве сега ви прилика да откриеме нешто што всушност се припрема ова драмско студио Словото за во иднина, што да очекуваме од вас. Па ние последниве неколку месеци, значи интензивно работиме на таа соработка со Советот на млади на општина Велес, Младинскиот совет, значи, направивме еден договор, значи, помеѓу Младинското драмско студио Словото и помеѓу Советот да реализираме повише представи. Повише представи во смисла на тоа да реализираме представи од, да речем, од велешкото овде, да речем, наше поднебје, односно да представиме доста револуционери, потоа некои личности, кои се не подзаборавени, туку едноставно младите ги имаат некако на некој начин потиснато. Значи, во континуитет тоа не се работи, значи, на пропагација, односно на пропаганда, да ги научиме нашите велешки, оние што се вели личности, корени, историјата и така натаму, така што еве започнавме со Ганчо Хаджипанзов. Се нареднава. Вчера беше првата проба на читачка проба што Весна ја направи со деца. Таа ја направи она и селекција на глумците кои ќе глумат. Тоа е една драма, една драматизација која ќе се однесува на нашата млада партизанка, револуционерка Нонча Камишова. Значи, Нонча Камишова, знаете... Вие имате истражувано ово или го имате истражувано? Го имам истражувано. Јас исто ја напишев таа драматизација, односно текстот е мој, Весна ќе режира. За Нонча Камишова многу малку се знае во смисла на тоа да таа е загината на 19 години. Значи, нема зад себе оставано некое така минато револуционерно и така натаму, каде што таа ќе биде, да речеме, впечатлива. Значи, таа била скоевка, ги истражи фамилиарните односи, нејзини и така натаму. Малкумина знаат и точното нејзино име го знаат. Таа се вика Марија Владова, пример. Нонча е, да речем, така, од Милина ја викале Нонча, а Камишова име, онаа што се вели фамилиарното име. И таа е малку позната како Марија Владова. Меѓутоа, еве, кој ќе почнете да копате, кој ќе почнете да ги листате тие стари архиви, страници, книги, испаѓаат. Значи, многу моменти. Иако млада, таа сепак ја на некој начин оставила белег со својата револуционерност, со својата работа. Таа е загината во близина на Велес тука, заедно со уште 5 нејзини другари од тогаш расформираниот
партизански одред Димитар Влахов, меѓу тие другари што загинале тогаш е еден Киро Чучук, потоа е Стојан Борчевски Бурдјан, да речеме. Така што таа епизода од нашата историја вреди да се обележи. Значи, ја обележуваме на еден така интересен начин, ќе видите, да не ви откриваме како ќе биде тоа. Меѓутоа, за сите овие млади поколенија е многу битно, значи, да научат, односно да видат, да го сознаат она што се случувало, односно што било во еден период на таа наша историја, кога Македонија се борела против фашизмот, кога сме биле, да речем, ете така, директни учесници во таа Втора светска војна, како се одвивале тие работи. И интересно е тоа. Следните, оние што се вели чекори, кои ги правиме, значи не мора да бидат веќе на револуционери, можеме, вака ќе карикирам, да речеме во Велес не е направена представа за Петар Прличко до сега. Значи, ни професионалниот театар нема некоја представа посветена на Петар Прличко, значи од неговата биографија, од неговиот живот, а тој е, да речем, еден од плејадата на Велешани кои на вистина го задолжил Велес, Перица од Којник, пример. Го знаат секаде, цел свет, сите можни награди авторски ги има во бивша Југославија, одавно и до Стерино позориште и така натаму. Значи, сите награди во многу филмови учествувал, во многу драми, позната е неговата изведба, да речеме, на Нушиќ, на Бранислав Нушиќ, Съмнително лице. Јас не знам, не спојнувам, во моје време имам гледане во живо и имам читани на телевизија. Значи, освен Петар Прличко, како началникот, нели, Пантич, неговата улога, значи не гледам друг човек. Има играено и други, помлади, и тој е впечатлив, тој е единствен, Петар Прличко. И Велешанец, значи од Којник. Мислам дека луѓето повеќе го знаат Петра Прличко за разлика од сите овие кои ги споменавме. И навистина и заслужува нешто да се направи во неговиме. Ние ќе го проследиме Петра Прличко од неговата најмала возраст, значи во контакти со луѓе, со негови, да речем, современици, и тоа луѓе што го познавале лично и така натаму. Има многу така приказни анекдоти кај што Петар учествувал, каде што од мали нози тој бил глумец, роден глумец. И има многу искажувања, многу и негови лични, и тоа и на негови, така да речем, сограѓани, пријатели, другари, роднини. Кажуваат за Петар, тој за него има многу што да се каже. Многу, значи може да се направи сосема солидна, добра представа, со сите оние и многу интересни деца да го изиграат тоа, да го осетат Петра, да видат како било. Ние ќе играме реплики, фрагменти, пример од Коштана, па од Манданата, значи оние улоги кај што тој ги оставил посебен впечаток, оставил една, да речем така, оставил еден простор и она што велат, тој е Петра единствен. Манданата не може, мислам, друг човек повпечатлив да игра улогата на Манданата и да го каже, да каже таа реплика од филмот Мистон или евентуално Митка од Коштана. Јас мислам дека е еден од најдобрите, онака да речем, глумци кои во тоа време ги играл тие ликови. Тоа е меѓу првите, да речем, и филмски работници, да речем од Фросина почнал, па така натаму и во Југославија, скоро сите позначени филмови, ако земете во сите, има многу впечатлив улога на пекарот во Ужичка република, да речеме. Тоа фасцинантна улога, кој ќе ја земете, многу кажува за него. А тој секојаш кажувал, секојаш така ете бил приврзан за Велес, потенцирал од Којникот и од Велес, така да можеме малку да му дадеме се на представа така внимание. Потоа има и други тука некои ликови кои така не се вртат. Се надевам дека ќе успеете во иднина да ги реализирате сите овие желби, не само ваши, туку и на останатите. Тоа мораме да направиме во соработка со
значи со другите, да се договориме така што ќе видиме. Многу ликови од нашата историја и се познати, и не се познати. Ќе направиме нешто. Мислам дека само со работа бива. Поддршката е тука. Значи, не поддржуваат, сите не поддржуваат во смисла на тоа што ние на некој начин не сме конкуренција, пример, на професионалниот театар. Да, Професионалците се многу над нас, меѓутоа самите деца тоа го осеќаат дека тоа е тоа, дека тие сценографијата, кои ќе видат костимите, посветуваме сега во соработката со Совет на млади, очекуваме токму тие работи да ги надминеме. Ние имаме проблеми, пример, не само финансиски, туку и сите оние, да ги речем, ги работиме од карти па до плакати и така натаму. Значи, тие некои работи да не се оттргнат од онаа наша, да речем, работа, значи да работиме само онаа работа што треба. А иначе овие работи да ги превземе, ете така, Советот на млади, тие да ни бидат како партнер во тие работи. Ја мислам дека тоа што имаме и подобра и костимографија, сценографија и така натаму, тоа ни треба, ни фали моментално. Се надевам дека наскоро ќе успеете во сето тоа. И она што за последно би сакала да кажеме е нешто повеќе за вашата нова книга. Еве, нашите гледачи можат да ја погледнат на нивните екрани. Мозаикот наречен Велес. Споменавте дека имате и таква представа, но веќе излезе и во печат вашата книга. Еве, накратко да ни кажете зашто станува збор токму во оваа книга. Да. Јас неколку може пати да го погледнат неколку пати кога излегував на вашата телевизија, кажував оти јас сум, да речеме, ете така, внесен во еден проект кој го нареков Мозаикот наречен Велес, и тоа тој проект ете така го работам подолго време. Меѓутоа овде со оваа книга сакам да ставам еден печат, односно ги собрав сите оние буквално текстови. Ова е нешто како најблиску кажано новинарско истражување. Така. Новинарско истражување во смисла тоа не е некоја само историја на Велес. Значи, јас сум истражувал и сум дошол до некои сознание за, да речеме, настани личности еве овде, за, да речеме, ако почнете по книгата, да речеме, Американската болница во Велес од 1921 до 24. Тоа се искажувањата, еден дневник на докторкава, што била американкава тука во Велес, и таа пишува дневник и опишала многу работи за Велес. Тогаш тоа го преведав, го средив и така натаму. Имате овде, меѓу другите работи, еве стои, да речеме, за формирањето на ТМОР во Велес. Тоа се историски податоци кој Гоце Делчев дошол тука во Велес и го формирал првиот месен комитет. Па потоа имаме еве некои други работи овде за Джаледин Коркмасов, човекот русинот, односно дагестанецот, кој бил соработник, односно им бил учител на нашите гимиџии. Па понатаму имаме еве многу стори за првите фотографии на Велес, кој ги направил, како ги направил, за сите еве работи што се дешавале во тогашна Отоманска империја, а се поврзани со Велес, да речеме. Од другите работи има, да речеме, статијата Менка од Коста Солев Раци. Малку мина знае дека песната Ленка во првата верзија била насловена како Менка. Зошто е тоа така? Како е тоа? Што го потикнало Кочо Рацин да напише песната? Значи, за велешкице, за наетчи имате, за малата и така натаму. Значи, многу работи опфатив тука. Мислам дека нема да имаме и доволно време за да кажуваме се за книгата. Каде може да ја најдат сите оние кои што сакаат да имаат книгата званично не е промовирана, не сме ја промовирале, меѓутоа кој ќе ја промовираме најверојатно сега во април, евентуално мај ќе биде, па потоа ќе биде тоа, значи соопштено, ќе може да ја набават по некоја си, да речем, така прифатлива цена, да видав, ја сакам малку и да обработам, да биде по ова е нулто издание што се вели. Првото испечатано издание, им благодарам, еве, морам да кажам тука,
Панпромет туристичка агенција Мартин и Тренд компјутер од Велес, Така. кои на некој начин застанаа зад мене. Тие ми се, така, мене соработници, ме поддржувачи, им благодарам уште еднаш века јавно. И мислам дека ова книга ќе доживее неколку изданија. Неколку изданија за тоа што навистина ви сега се барам и се јавуваат мене лично. И гледам да ја онака дадам на оние луѓе што навистина мислам дека значи ова не е голем тираж, еден мал тираж направивме. Меѓутоа мислам дека оваа книга е прифатлива пред се за начинот на кој е пишувана, тоа не е историски поддржана книга, мислам само за историјата, тука се офатени и многу други работи кои што така, Велешаните се посетат и старите, младите ќе научат нешто, и тоа се е она повторно врзано за градот, за Велес и така натаму. Одлично. Мене ми останува да ви се заблагодарам што дојдовте во нашата емисија. Ни кажавте на вистина доста корисни работи кои што ето можеби не сме ги знаеле и јас и гледачите кои што не следа ова утро. Се надевам дека по промоцијата ќе ни дојдете повторно малку подетално да им објасниме да им објасниме содржината на вашата книга. Да. Се надевам ќе имам прилика повторно да гостувам на вашата телевизија. Па за соработката мислам дека морам да ја пофалам како телевизија, дека навистина имаме добра соработка и вашите сниматели, репортери, камермани секогаш се присутни на нашите така драматизации на представите. Вие редовно сте да кажам присутни таму, редовно информирате, па се надеваме дека и за овие околности, за книгата тоа ќе продолжи понатаму. Така, ви благодарам уште еднаш.